спорт пинг-понг, европско првенство во Скопје за играчи до 21 година. Роберт Михайловски, директорот на турнирот или председател на судиската комисија, приватно, во наводници ќе кажеме, во редовен однос кон пинг-понгот, денеска гостин во Македонија наутро. Добро утро прво. Добро утро, добро утро. Благодарам. Убава тема, европско првенство, секогаш кога спортскиот крем ќе дојде во нашата земја, мора да бидеме прво задоволни затоа што сме ја добиле организацијата, а потоа и да видиме и да осознаеме и да научиме многу од недобрите кои што доаѓаат кај нас. Најдоброто од континентот ќе се собере во спортската сала, спортскиот центар Јане Сандански во аеродром, па кои се деталите за турнирот? Па вака, значи убаво кажавте дека организација, односно добивање лиценца, дозвола се организира ваков надпревар, не доаѓа случајно. Претходно нашата федерација организираше неколку турнири кои што се од светски рамки, каде што ги собираше најдобрите светски играчи, али категории под 19 и под 15. Тоа е валјда некој редовен процес во Светската федерација, каде што прво тестираат како домаќини организатори, после тоа ви даваат, да кажам, ако ги рангираме првенствата и турнирите на некои по-сериозни, по-високи категорија, така. Кај нас во јануари, значи на непол месец дена од сега, доаѓаат кремот на европските пинг-понг млади играчи под 21 година. Да кажеме дека тоа е најдоброто од Европа. Значи нема Б, Ц, Д и така натаму други категории, А категоријата доаѓа. Така е. Доаѓаат, ќе бидат поканети согласно ранг листата. Значи секој играч во текот на целата година собира поени од учества, настапи и резултати по турнирите. Ќе бидат поканети сите, ќе се одазват, мислам дека е до денеска рокот да се пријават, да го фиксираат своето и потврдат своето присуство. Ќе дојдат 48 машки, 48 девојчиња, жени девојчиња, и машки момчиња, млади се тие до 21 година, да. Они делуваат како така е, како број на години делуваат млади, но тоа се веќе сениори кои се поголем дел од нив се веќе и професионалци. Спортот веќе не подразбира млади и стари, туку добри и лоши спортисти. Така. Поготово во пинг-понгот имаме случаеви каде што веќе деца од 13-14 години прават чуда, освојуваат турнири за сениори, што е мало чудо, да кажам, но очигледно границата доаѓа се подале и подале. Да се вратиме на турнирот, значи ни доаѓаат број на 48 плюс 48, ке има уште 8 оние wild карти, значи ќе се дозволат уште 8 играчи, значи 56 момчиња, девојчиња, ќе дојдат кај нас во Скопје, ќе ги пречекаме, ќе организираме турнирот, самиот турнир. Првите 2 дена до третиот ќе бидат најфреквентни, ќе биде набиена агендата, значи ќе се игра од 9 наутро до 9 навечер. Ќе имаме доста мечеви интересни, ќе играме на 8 маси. Ќе се играат, двете ќе бидат покриени со камера, ќе има стриминг, останатите 6 ќе бидат исто надпреварувачки. Последниот ден е ден за финалиња, ќе имаме плюс и делегација од Европската федерација. Контрола мора да има, супервизија. Значи, контрола, да, си има дедицирано луѓе кои што се контролори на секој ивент, вклучително и на овој, а и имаат пракса, валјда, за време на Европско првенство, раководството на извршниот одбор и председателите по комисии внатре во Европската федерација, се зборуваме, ќе направи некој состанок тука, ќе се состанат да одлучат на редовно нивно собрание, така да ќе дое председателот и сите председатели на десетина комисии и тела, така да... Па добро, европските првенства за европските федерации се моментот кога сите се на едно место, сите се насочени кон тие денови, сите се насочени кон тоа надпреварување. Добро е што ова е во Скопје, значи уште еднаш од 24 до 28 јануари 2024. Бете, ќе им ја честитате на некој начин новата година на скопјани и на сите што сакаат спортот и овој спорт, пинг-понгот. Машки 48 плюс 48, женски надпреварувачи до 21 година, најдобро рангираните на повик ќе дојдат во спортскиот центар Јане Сандански. Комплетно објектот ќе биде окупиран од пинг-понгарите, да.
Што очекувате од нашите надпреварувачи? Прво, колку ќе ги има, во кои категории и што очекуваме од нив? Неблагодарно е, ова секогаш го кажуваме во спортот, нешто да се очекува, меѓутоа мора да имаме некаква појдовна точка, нели, нешто да посакуваме, па потоа да се обидеме да го оствариме. Ке имаме две момчиња, две девојчиња, представници од Македонија. Ќе биде големо задоволство да се навива нив, да ги бодриме. Значи се надевам дека ќе дојдат гледачи во што поголем број. Значи картата ќе биде слободен е влезот, така да секој што би сакал. Зошто? Па зошто? Сакаме за популаризација? Да, за популаризација. Па добро, еден билет за една подпросечна, добро сега е ствар на вкус, работа на вкус, за една подпросечна музичка група чини многу. Зошто е бесплатно на спортските настани? На европско првенство, зошто? Па тоа е, видете, кај нас, па и во добар дел од земјиве, слободен е влезот само за да се направи некоја популаризација на овој спорт. Луѓето што сакаат да видат што од љубопитство, што од љубов према овој спорт, значи ќе можат да влезат, да погледаат, дури тие што ќе дојат може си го земат кафето од Русија, хотел Русија и да дојат во салата да погледаат и да ја остават по тоа пластичната чашка тука па вие да ја соберете. Тоа не би сакал, би сакал да покажеме јапонски начин на живот. Тоа сака да ви кажам. Би сакал некоја шета и ние да се до сега сме се покажале како добри домаќини, значи македонците културна публика оди на пинг-понгот, така што видете, има луѓето се немаме некои стереотипи и да ти се и вакви и такви. Значи луѓето доаѓаат со мешани карактери, ај така ќе ги кажам условно, може да се случи се. Она што е битно, значи доаѓа покрај играчите кои што ќе ни биде драго да ги пречекаме и да си одат од Скопје со убави спомени, доаѓа и да кажем и председателството, така да до сега секоја сме се покажале како добри домаќини, иако ресурсите не ни се бесконечни. Значи, ние сме мала држава и буџетот ни е лимитиран, така да не можеме да правиме спектакли, како што можат некои други побогати држави, но во рамките на нашите можности ќе направиме максимум, луѓето да се осеќаат пријатно, да дојдат, да одиграат, да го постигнат својот максимум. Им посакувам нормално среќа на сите играчи, посебно на нашите, кои што очекувам да видат, да ги измерат силите со некои играчи кои што се, иако се помлади, сега доаѓаат под 20 на година, кои што се веќе формирани личности играат за клубови во рамки на Шампионската лига на пинг-понг, така да дел од нив се баш професионалци, посветени комплетно на пинг-понгот. Нашите момчиња и девојчиња не се професионалци. Во нашава земја, значи, за жал, немаме професионални, барем пинг-понгари. И да видиме нашиот начин на работа и средствата кои што ги имаме, колку влијаат на самата игра и што значи тоа потрошените сати тренинг и вложеното во овие играчи версус она што некои други држави го имаат како проекти и да кажам резултати и компарација на силите. Во спортот има и среќа, ама еве, ајде да го земеме само оној делот со спортскиот момент. Да. Велите немаме професионални клубови, велите немаме средства, лимитирани сме, велите дека кубуриме со она што е основно за пинг-понгот. Еве ви предлог. Ставете една кутија пред влезот на салата, не првиот, пред вториот, нека донираат оние што ќе дојдат на пинг-понгарскиот надпревар, купете палки, рекети, барем топчиња за децата, за да може да играат, барем тој трошок да им го намалите и размислувајте на следното големо надпреварување да наплаќате билети, влезници или карти популарно, затоа што светот е веќе комерцијален, одамна помина во кое што некога живеевме. Ова констатација нека не доведе до следното прашање, а тоа е како екзистираат македонските клубови. Кажавте дека немаме професионалци, зошто немаме? Зошто немаме? Колку се тие средства високи, големи, енормни ли се? Какви се? Видете се, тоа е да кажам, ајде, голем диапазон. Ако земам за професионалец во Јапонија, може да чини и до 1.000.000 евра годишно. Зборувам не самиот играч, него целата структура околу него. Значи тренер, стратег, физиотерапеут, не знам, нутрициониста, исто битно во кај спортистите, нели, психолог, не знам дали го кажав, значи ги спремаат од сите можни аспекти. Така да
шетаат цела година по турнири, секој е учествувал на турнири е известна сума пари. Значи, кој ќе се помножи тоа годишно по 20, 30, има дел од дечињата која доаѓа на претходните турнири, бидејќи кој ќе тргне од Кина да земе, како главна сила во пинг-понг. Да не одиме до Кина, ние потекнуваме од еден систем кој што пред 30 години имаше солидни пинг-понгари, Луплеско, Приморец, така натаму. Значи тоа беа двојки кои што доминираа во светски рамки. Зошто не го наследивме тоа? Зошто не го продолживме тоа? Видете, не знам. Прилично сме повозрасни, па можеме да разговараме на таа тема. Во минатото мислам дека имаше доста моќни фабрики, издруженија кои што Моќно општество. Па општеството не можам да го компарирам, знаете, големо 25 милиони да, со ако така со минатата држава, така е. Голема држава, работеа фабриките и не им беше проблем да доминираат на клубови, било кој спорт. Сега малце тоа е... Имаше и систем на надпревари. Да, имаше... Образование, спортско и така натаму и така натаму. Имаше и има поголема држава, повеќе опции имаше за просперитет. Ако некој не можеше да се пробие во Македонија, може да се пробиеше во Србија или во Хрватска или обратно, и од таму доаѓа играчи. Како ние барем еден да извадиме во наводници. Видите, не во денешно време мислам дека не е тоа спектакуларна наука, има можеме да го произведеме првиот рекет на светот, но некој во првите 100 мислам дека има пат, развоен пат кој што веќе се знае и колку кошта, мислам, во тие тренинг центри, најчесто сите што сакаат да просперираат, ги праќаат на тренинг луѓето во Кина или да играат во нивната лига, во нивните кампови, таму е 24 сата од денот е посветен на пинг-понг, дисциплина невидена, така да... Тешко на тие што се таму, со тоа мало топче и со перформансите кои се барат. Тешко е, но видите, после тоа стануваат значителни личности во нивното општество и во нивната држава, која што е, може веќе не е најбројна, Индија ги престигна, нели? Али тука се негде се држат. Така да се пробиете меѓу 1,5 милиарда луѓе, тоа е даш. Роберт Михайловски, директор на турнирот кој ќе се одржи во Скопје на Европското првенство за пинг-понг играчи до 21 година, машки, женски и мешани, ќе има и двојки во двете конкуренции плюс мешани, председател на судиската комисија. Благодариме што ова утро бевте со нас од 24 до 28 јануари 2024 спортски центар Јан Сандовски за сите што го сакаат спортот и пинг-понг. Ви благодарам за времето, благодарам на вашата поддршка во промоција на нашиот турнир. Ги поканувам нормално сите ваши гледачи, ги поздравувам. Повелете, дојдете на Бранко предлогот, ќе го активираме, ќе ставиме таа кутија на влез да видиме ете колку сме хумани. За палки. И за топчиња. За основното за децата. За да обезбедим. Добро, имаме помош. Заборев да ги поздравам и да благодарам. Агенција за млади и спорт го помага овој спорт и турнирите редовно и Македонски олимписки комитет. Тие се главни, да кажам, институции и некои од компаниите. Тоа е задача како и нам што не е задача да го пропагираме тоа. Благодариме што. Благодарам и на вас.